Ова е најголемото првенство одржано од овој тип во Македонија. До сега рекордот беше 21 тим од 2007 година. Ова година две имаше овакви. Едно сега тука и едно во Сараево што завршува. Тие се двете најголеми во историјата на ФИБА Европа. Струмица има таа чест и за една оваква обемна организација се откупени 95% од хотелските капацитети на Струмица за сместување на потребите за првенството. Другите 5% беа веднаш откупени од родители и сега се потполнуваат, веќе при крај се потполнуваат капацитетите и во околните места. Струмица, па од Велес има нешто, Радовиш, Гевгелија, Доран, така што ќе имаме некаде околу 420 официјални учесници, директни учесници на првенството и ќе имаме околу 1000 сигурно родители. Тука денеска ни пристигневе македонската репрезентација, ќе почнат да доаѓаат и родителите. Сепак се заработи за машки кошаркари до 16 години и тие имаат поголема поддршка од родителите за разлика од повозрастните генерации. Во Струмица инфраструктурата е на високо ниво, посебно за Македонија на одлично ниво. Локалната самоуправа уште од јануари месец кога активно почнавме со преговори, што веќе се исполни, се пушти во обилни подготовки и имаме 3 сали веќе спремни за преварите да почнат уште утре, од кои што во двете директно интервенираше општината. Тоа се во средната школа Никола Карев, во основното училиште Видое Подгорец, кои што исполнуваат услови да се игра во нив прва лига кошарка на Македонија. Главен мотор на ова првенство ќе бидат само локални луѓе. Ние као организација сме дојдени само 4 од Македонска кошаркарска федерација и имаме улога не на шефови или директори, само на координатори на ова првенство. Ги координираме локалните луѓе. Тоа се директно ангажирани 33 лица, млади од 16 до 25 години. За некој е прво, за некој е второ, некои се поискусни. Сите разговара на англиски, кој е официјален јазик спортски на ова првенство. Тие ќе бидат должни да представуваат првично Македонија, а во втор план и Струмица. Сите се добри кадри, да речеме така. На вториот состанок имавме веднаш далеку по-сетивни и коментари и се послабени од првиот. Ја држиме уште неколку. Тие ќе имат чест да бидат дел од најубавото досега свечено отварање на едно првенство. Ова првенство е 9-то во Македонија, организирано младинско првенство, но е прво од оваа генерација машки до 16 години. Тој тип е прво. И свеченото отварање ќе биде на 27 среда во 21 часот на градскиот поштад во Струмица, каде што ќе има една мини парада придружена со музика, мажоретки и тоа ќе ги ставиме на новиот поштад без коментар сите 500 гости официјални. Првите гости кога пристигнуваат? Односно веќе македонската репрезентација веќе тука, но они од странство? Денес на 22 пред неколку часа. Наредна стига Босна, као тука еден блиските соседни земји. Таа пристига утре во 18 часот. Имаме со неја пријателска средба во недела во 19 часот во салата Парк. И на 26 стига другите 50% и на 27 остатокот од 22 репрезентации. Од 25 до 27 пристигаат сите официјални лица, кои ќе бидат нешто повеќе од 40. Исто високиот представник од ФИБА Европа, кој е во улога на надзор, госпожица Александар Хлавачек, ни пристига на 27. Тоа е инспекција во салите, инспекција во хотелите, инспекција во градот во секој сегмент. Беше еднаш инспекција на 5 март и за карнавалот остана, така што се надеваме цела ФИБА Европа и Европска кошарка слушна за Струмица, ја виде каде е на мапата и се надеваме дека сега ќе слушнат уште повеќе и многу повеќе луѓе, не само во ФИБА Европа, доколку во 21 земја, значи малку помалку од половина Европа ќе дојде во Струмица. Ќе слушнат, имаме најава од повеќе еминентни клубови дека ќе има скаути, е ексклузивно иако не го знаат тоа играчите. Имаме од Барселона, ќе имаме скаут неколку дена ќе престојува, значи ќе биде добра шанса некој да памти цел живот Струмица. Зошто да не е некој од нашиве деца, каде што има изовредни деца, ќе му треба поддршка. Со една минимална поддршка на пријателски да дава 200% од себе, така што може да видиме тука пред сала 1000 до 1000 публика, да ако има што ви правеле.